За првите 3 години од инструментот за предпристапна помош, така наречената програма ИПА-3, земјава има на располагање околу 300 милиони евра, но допрва ќе се знае колку од овие европски фондови ќе успееме да искористиме. Оваа програма ќе се реализира до 2027 година, до кога се очекува вкупната сума што ја алоцира ЕУ за нас да надмине 600 милиони евра. Меѓутоа, досегашната искористеност на претходните две програми, ИПА-1 и ИПА-2, од 2007 до 2020 година не се охрабрувачки. Од вкупно 1 милиарда евра колку што ни биле достапни, земјава успеала да искористи само половина од парите. Ова не е резултат за пофалба, ако се знае дека искуствата на другите земји пред да станат членки сведочат за искористеност и над 95%. Апсолутно, дури и 5%, значи од 95% да се искористени само 5%, а не се, тоа би било чувство за незадоволство, затоа што станува збор за пари кои што се неповратни за Македонија. И да, многу е фрапантно, кога ќе видиме, ние се задолжуваме кредитно во целиот овој период на независност на државата, а онда кога имаме фонд како што се пристапните фондови на Европска унија кон секоја кандидатска држава која сака да стане член на ЕУ, вклучително и Македонија, ние тие не ги искористуваме. И онда тоа е она што мене ме загрижува и мислам дека треба да загрижува секоја држава. Не може само политички да се кажува дека ние сме за Европска унија, без при тоа да ја играме играта, тоест да ја вежбаме, всушност тоа е ИПА, една голема вежба за нашата држава, за нашите институции, за секој сегмент на општеството, како всушност да се трошат или да се алоцираат и да се спроведуваат програми и проекти веднаш кога ќе станеме членки. Ние, за жал, не си ја завршуваме домашната задача на сите нивоа. Консултантот Зоран Стојковски објаснува дека причините за слабата искористеност на европските пари се бројни. Можам да кажам дека на вистина капацитетот на локално ниво, капацитетот на ниво на државни институции, па ако сакате и капацитетот на ниво на здруженија или пак компании кои што се најмалце можеби зафатени од колачот на НИПР, за жал е несоодветен и мислам дека тука јас го наоѓам, има да речеме 40% од, например, 80 општини и градот Скопје, кои што имаат капацитет да направат или пак да платат некој да им направи проекти понатаму да го спроведува. Многу слично се однесува за дадени институции. И кога ние велиме неискористеност на фондовите, всушност за жал ние не аплицираме или пак дадени институции или дадени овакво корисници можни едноставно немаат капацитет или ќе направат проект кој што е несоодветен, а кога некој ви дава неповратна финансиска поддршка, тоа се грантовите, вие мора да ги задоволите високите критериуми, зашто едноставно тој донаторот, Европска унија, различни институции сакаат да обезбедат дека тој ќе се реализира така како што е потребно. Речеме, исклучок е, јас тоа велам, ние сме секогаш фокусирани на ИПА, али би сакал да го осветлам делот на мимо ИПА, што е да речеме некаде пакет, еве ако земеме ИПА 1, ИПА 2, отприлика негде од 618 па негде до кај 700 и кустур милиони евра и отприлика и тука се очекувањата и за ИПА 3, 21-27 година. Мимо тој, ние имаме можност да аплицираме за десетина други фондови во заедница, значи како што е Erasmus+, многу училишта, универзитети, младински организации искористуваат, учат, идат во странство преку таа програма и мислам дека е најдобро искористена програма. Зборам мимо ИПА. Значи понатаму тука е креативна Европа во областа на културата, во областа на медиумите. Тука е Хоризонт Европа, значи каде што целокупната програма е негде од 97 милиарди евра за 7 години на ниво на Европска унија. Значи ја велам, не мора да земеме милиарда. Мислам, али барем да земеме стотици милиони евра за проекти. Тоа се најчесто во областа на академскиот сектор, во областа на иновациите. Ние би имале фантастичен ефект кој што многу брзо ќе го осетиме и како држава, и како бизнис, и како развој. Стојковски посочува дека друга клучна работа е што институциите не се ниту доволно и навремено информирани за тековните повици како би аплицирале за финансирање на одредени проекти. Првенствено се потребни информации. Многу од институциите немаат навремене информации. Второ, една штом ќе се препознае дека дадена институција сака и дека може да аплицира, понатаму треба да има процес во кој што дали внатрешен
обучени луѓе или луѓе со искуство кои што ќе прават проект. Ние обезбедуваме, да речеме, така наречена Грант Академија која што ја даваме двомесечна програма која што обучуваме токму луѓе од институции, од фирми, од невладини организации. И трето, ако немаат надршен капацитет, значи треба да се има начин, механизам како всушност да се помогнат, да се платат консултанти кои што би направиле. Значи ја не велам дека ние сме Македонија или таа консултантска фела која што е навистина се броиме на прсти на раце. Али едноставно дури и да се има процес во кој што ќе се обезбеди тој тип на техничка поддршка за институциите да може да направат проекти. И верувате, дел на проекти, особено тие што се за техничка помош кои што ги дава Европска унија, обезбедуваат таква поддршка, но во многу мали сегменти. Ја велам, тој модел треба да се превземе, да државата всушност да има интерес и во секој случај да не биде пародија на, нели, ангажираме наши консултанти кои што всушност не знаат да прават. Едноставно да има квалитет и јас сум сигурен дека тоа ќе даде резултат. И во секој случај никој никому не дава пари ако знае дека тие пари нема да бидат искористени за тоа што се дава. Така да понекогаш на моиве луѓе со кои што стотици кои што поминале обуки или пак со кои што сум работел, им кажувам, бељата ви почнува кога ќе добиете проект. Пошто тогаш вие треба да докажете дека тоа што сте го напишале дека имате капацитет да го остварите. Стојковски објаснува дека одлуката што ќе се финансира преку ИПА програмите произлегува од самите потреби на граѓаните, така што ЕУ алоцира пари првенствено врз основа на потребните реформи што се нотираат секоја година во извештаите за напредокот на земјава. Процесот на така наречено програмирање, тоест планирање, всушност е еден процес во кој што треба да се прво се идентификуваат проблеми или потреби и на локално и на национално ниво и најчесто да речеме ИПА проектите се поврзани со приоритетите што нели секоја година ние добиваме прогрес репорт. Тие прогрес репорти не оценуваат во кои сегменти сме добри, во кои треба да се подобриме. Всушност самиот процес на програмирање или планирање доаѓа токму од таму каде што ќе се направи, ќе се даде оценка во делот на животна средина, во делот на загадување на воздух, во делот на значи замена понекогаш на стари технологии. Или пак развој на туризмот. Имавме фантастична програма ЛРЦП пред неколку години, скоро 18-19 милиони од Европска унија, другото беше од кај нас уште 2-3 милиони, кои што се реализираат многу конкретни проекти кои што имаат во дадената област имаат придонес за подобар квалитет на животот на граѓаните. Така да вашето име на емисијата, значи сите овие поглавја кои што ги има се всушност малтане секој сегмент на животот на било кој, на ниво на општество, на ниво на граѓани, така да проектите кои што не се паднати од небо, туку произлегуваат од тоа што ние се соочуваме како мака, како проблем, како потреба и всушност и од таму излегуваат. Некогаш се грантови, па онда се нели кој ќе понуди најдобра апликација, некад се тендери за дадена услуга, бидејќи се бара најдобар изведувач, некад се тендерска процедура кај што се бара најброј изведувач за железничка пруга, за тунел, за автопат и онда во сите тие сегменти Европска унија помага и навистина не сакам да го зборувам, да го кажам тој збор, али навистина би требало да бидеме неинтелигентни, нема да кажам полош збор, да не ги искористиме тие пари, бидејќи стварно е збор за наш директен интерес во било кој сегмент.